Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за анксиозноста, која што е епидемија на новото време. За многу луѓе, современиот начин на живот создава стрес и сето тоа доведува до анксиозност, кој што некои ја опишуваат оваа состојба како биохемиска драма исполнета со стравови. Па како се препознава анксиозност и што се презема во ситуациите кога ќе се појави? Дали анксиозноста е минлива состојба? Ќе ја запрашаме доктор Билјана Додева Симоновска, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. А Мија Костова е една од највлијателните личности на социјалните мрежи и познато лице од ТВ екраните. Таа ќе опише својата борба со анксиозноста, паничните напади и депресијата. Започнуваме веднаш. Мија Костова веќе одредено време зборува отворено за своето ментално здравје, за сопствената борба со одредени состојби како што се паничните напади, потоа депресијата и така натаму. Мија, добре ни дојде во студиото на Телма, ти благодарам што прифати нашата покана. Драго ми е што се гледаме повторно во една сосема друга конотација. И морам да ти кажам дека прв пат пред камери сум малку анксиозна, затоа што никогаш не сум зборувала на оваа тема вака јавно. Мислам, пред камери. Пред камери во студио. Иако ти отворено на социјалните мрежи веќе зборуваше за анксиозноста, ќе започнеме со тоа дека анксиозноста може да се манифестира на различни начини. Обично, оние што и доживеале анксиозен напад, најнапред сметале дека имаат некој сериозен здравствен проблем, најчесто инфаркт, или пак сметале дека се соочени со смртта. Како изгледаше твојот прв напад на анксиозност и се сеќаваш ли на која возрасти се случи? Вака сега, морам да разграничам две работи, а тоа е анксиозност и панични напади. Паничните напади во принцип знаат да дојдат така како бура од нигде никаде, да ти изведат од памет и да мислиш дека умираш, да, точно. Меѓутоа анксиозноста од друга страна може да си ја влечеш во текот на целиот ден, на целиот месец и тоа не е нешто што во моментот те вознемирува, туку едноставно имаш лоша, негативна мисла во текот на целиот ден. Или катастрофизираш апсолутно било какво случување, било што треба да направиш, не ја гледаш добрата страна на истото, туку гледаш што најлошо би можело да се случи од она што треба да го направиш денес. Само црни мисли. Црни мисли постојано и тие врват како на лента, колку и да се трудиш да одиш против нив, и аз знаеш како го објаснувам тоа најпластично. Како да си врзана на столче, буквално врзани ти се рацете и нозете и ти се широко отворени очите, а на телевизор пред тебе е пуштан некој многу страшен хорор филм, кој што ти одбиваш да го гледаш, ама едноставно не можеш да си помогнеш. Мораш да го изгледаш тоа што оди на телевизор. Принудена си, затоа што немаш далечински управувач, не можеш никако да се спасиш. И тоа само буквално како една топка од снег завзема се повеќе и повеќе сила и веројатно затоа се многу блиски паничните со анксиозноста, да ако си во анксиозност постојано, добиваш многу често панични напади заради тоа што веројатно тоа е некој знак од телото дека навистина нешто страшно се случува, а уствари е една многу голема лага и тоа е единствено нешто што треба да го научиш ако прифатиш дека живееш со анксиозност. И сега да се вратам на прашањето, кога прв пат ми се случи, и дали често ги добиваш паничните напади? Па на оваа возраст се помалку, но можам да кажам дека сум анксиозна по природа и тоа е она што сакав да го кажам. Кога го враќам филмот сега наназад, јас сум била и многу анксиозно дете. Односно, како прв паничен напад, можам да ти кажам дека ми се случил на 17 или на 18 години, кога мислев дека умирам на една ноќна седенка со многу бевме млади, значи 16-17 години. Почна да ми чукаат брзо срцето и ми рекав умирам, носете ме, и точно памтам дека еден мој многу добар другар ме однесе на кардиологија. И како и секогаш, нели, ме погледна вака девојче, пошто нели со срцев удар никој не влегува на нозе во кардиологија. И од тука почна целата моја приказна со тоа дека се плашам од смрт, се плашам, нели има едни кои што се плашат да не полудат и има една друга страна се плашат од смрт. Јас сум од овие вторите. А инаку зашто велам дека сум била анксиозно дете по природа, заради тоа што паметам дека на мои 5, 6, 7 години мајка ми беше балерина, односно сега е балерина во пензија. Незините представи често завршуваа во 10 часот навечер, додека не го слушнам домофонот дека мајка ми влегува дома, јас не можам да заспиам. Зошто? Заради тоа што буквално си правам црни сценарија дека или се случила сообраќајка или доцни 10 минути или
не знам, буквално лифтот се откачил и паднал, сценарија кои што не може да ги смислиш дури и да се потрудиш. Така што мислам дека има луѓе кои што се анксиозни по природа. И јас сметам дека сум анксиозна по природа и не би можела да ја врзам анксиозноста со нешто што ми се случило. Не сум имала некоја голема травма на која што би можела да ја Така, препишам. повеќето луѓе ги бараат тригер факторите што им предизвикуваат анксиозност, истражуваат, бараат што е тоа што ги доведува во таква состојба, но ти не можеш да дефинираш. Не можам и покрај тоа што сум работела многу со психолог. Мислам, навистина сум имала многу сесии на кои што сме пробувале да се вратиме, да пробаме да најдеме нешто од каде сето тоа потекнува, меѓутоа јас од многу малечка имам некои чудни идеи дека не може се да излезе добро. Едноставно, колку и да ми е добро таму каде што сум во моментов, ја можам да искатастрофизирам и да замислам дека тука на плажа седиме, а што ако се случи земјотрес и овие карпи не поклопат сега. И тоа е всушност анксиозноста, дека константно се мачиш со негативна мисла. А откако го имам Андрија, тоа е се многу поголемо. Се поголемо. Но за време на бременоста ти се смирија. Може да кажам да. Анксиозните напади и воопшто анксиозноста. Да. Може да кажам дека во периодот кога бев бремена и кога Андрија беше многу мало бебе, да речеме до некоја тодлерска фаза, може би толку многу мозокот ми беше оптеретен со обврската да ја износам бременоста, не е тоа обврска, туку е едноставно да имам здрава бременост, да се грижам за себе. Предизвик животен, а и предизвикот апсолутно на млада мајка која што е малта некако попарена со вода, која ќе ти дадат беби, не знаеш што понатаму, веројатно тоа толку многу го одзема вниманието од сам себе, но па за сметка на тоа секако таа анксиозност ја префрлаш со приказните во врска со бебето. Дали диша, дали ова што го гледам во врска со доењето е доволно, дали може да умре, не дај Боже. И тоа е пак кога ќе видиш многу врзано едно со друго, и јас многу често велам дека кога ќе ме прашаат, особено ме прашуваат луѓе кои што се борат со истата оваа приказна, во инбокс многу често зборувам со жени, многу ми е драго, повеќето се жени, многу ми е драго што на неколкумина имам помогнато буквално да запалат кола и да отидат на одмор, заради тоа што знам како одат тие работи. Се жртвуваат и патувањата, апсолутно. И излегувањата. Јас на почетоците не поминував патарина, а не граница. Патарина? Зошто не патарина? Апсолутно. Па затоа што, например, имав идеја дека во Скопје можат да те спасат, ама што ако ти се случи нешто во Мавро? Таму кој ќе те спаси? И кога додека стигнеш ти до Скопје, ти си полумртов човек. И затоа најдобро се седи дома. Најдобро е да се седиш тука во околина на Скопје, уште ако можеш да живееш негде околу клиника, би било совршено добро. А кога патуваше, да речеме некаде одиш на одмор, дали внимаваше каде се наоѓа болницата, аптеката? Особено во Грција, апсолутно. Апсолутно. Можам точно, особено околу Солун, пошто тоа ми беа првите патувања надвор од Македонија во време кога почнував да се прифаќам со анксиозноста и со паничните напади во прво време многу повеќе. И буквално знаев точно каде има и од каде би се стигнало, и например многу ме фаќаше страв кога ќе ме фати гужва на Ринг Роуд. Тоа е состојба која што буквално прави една таква дополнителна паника, затоа што ништо не движи ни напред ни назад. И сега размислуваш дека и брза помош да ти треба, тука не може да стае сам. И тоа е се посилно и како што кажав, расте како еден балон од сапуница, кој што само во еден момент може да пукне, да се расплачеш силно и да сватиш дека не умираш. И тоа е начинот на кој што јас уствари сум се справила со паничните напади и со анксиозноста, и сум исклучително горда што можам да кажам дека во животот не сум земала никаква терапија, и покрај тоа што сум ми била многу пати препишана, затоа што многу пати сум била... Кога прв пат ти беше препишана? Кога прв пат појде на психијатар? Бидејќи ми спомена на 17 години бил првиот паничен напад, во време кога не се зборуваше многу за анксиозноста, паничните напади, депресијата, се уште тоа беше табу тема. Откако ги направив апсолутно сите прегледи, односно ги превртев сите доктори што постојат, од снимање глава, кардиолози, буквално се. Во тоа време имаше еден постар доктор на психијатрија, не може да ми текне на неговото име. Преку врски пробавме да влеземе кај него на консултација и замислете ми се јавија дека има слободен термин во моментот кога јас носев холтер за срце на 18 години и влегувам во ординација со холтерот и докторот ми вели: "Што е ова се?" Викам: "Па не знам, нешто не ми е добро со срцето." Да.
И памтам, како сега си ја памтам терапијата која што ми беше препишана, знам дека сега веројатно во ова време тоа е некоја застарена терапија, меѓутоа памтам дека сераксати и ансилани ми беа препишани. Сега, која е другата страна на анксиозноста и паничните напади, тоа е дека јас се плашам и од терапијата. Хипохондрија се. Значи, апсолутно. Што ако се напијам апче, и се слуши од апчето, заспијам толку длабоко од ова апче за спиење, па не се разбудам. Значи, тоа е еден зачаран круг кој што, па од една страна и можеби е добро што не сум почнала со некоја терапија на 17-18 години, туку сум пробала да најдам начин како да се изборам сама. Сум пробала да најдам начин да се убедам себе си дека умот едноставно ме лаже. И сум си го докажала тоа во милион наврати кога сум... Како тоа се случило? Да си докаже себе си дека умот те лаже? Во кој момент одлучи дека паничните напади нема ти го контролираат животот, туку ти ќе си го контролираш? И што си кажуваше во тие моменти за да си ја вратиш контролата? Тоа беа најчесто паничните напади кои што ги добивав во диско. Работев на времето нели во диско. Обично сметат луѓето дека тоа е нешто што релаксира. Па диско баш и не. Колку е по-страшно и колку ти е по-гужва, колку е позагушлива и влезот ти е прилично далеку. Јас стално се смееме со другарките дека јас многу често сум знаела да комбинирам долен веш од страв дека ако паднам и почнат тука да ме разоблекуваат да не биде срам голем. Значи јас одам до таму кога тргнувам да излезам во град, јас се спремам да паднам во несвест. И што тоа ќе се случи ако паднам тука пред толку многу луѓе и кога ќе ме расоблечат не сум како што треба, ме разбираш? Значи, до таму ми оде умот, јас сум се спремала за паѓање во несвест. И кога работев во диско, морав да бидам во диско некои 4-5 пати неделно, а тоа е константна гужва и немаш време за да нели си заминеш дома кога сакаш затоа што си на работно место. И почнав да им одам контра до толку да буквално ми се случувало да во мојата глава разговарам како со човек со паничниот напад. Буквално му се обраќам. Кога ќе почне да ме стига, знам да му се обратам во глава и да речам добра, ајде, добро, нема проблем, ќе паднеме, види колку луѓе има овде, што и да се случи. Некој ќе се најде, некој ќе се најде, ќе дојде брза помош, ќе те собере, ќе видат што е крајно, може и ќе најдат што ти е. Ајде падни. И чекам да паднам. Чекам и гледам на саат и почнав да сваќам дека паѓањето во несвест не е 20 минути. Или паѓаш или не паѓаш. Не можеш да паѓаш пола саат. И со тек на време учиш дека едноставно ни срцевиот удар не трае 4,5 саата. И почнуваш да ги размислуваш работите онака како што се, односно не му даваш на умот да те земе се повеќе и повеќе затоа што едноставно му одиш контра. Јас така сум успеала, едноставно чекам да паднам. И точно е дека во тие 20 секунди додека ја водам борбата со сопствениот ум, многу често не слушам, буквално имам како замаглен и вид и слух. Значи ги слушам луѓето како да се подалеку од мене и пробувам да се справам со ситуацијата, односно да го тргнам од мене моментот дека малта не се губам тука во просторот помеѓу луѓе. Очигледно воопшто не е лесно, многу убаво ја опиша оваа состојба, е всушност комплексна и страшна. Навистина. Пред 2 години, ако не се лажам, беше во Албанија, во Дерми. Да. 90 дена. Сонце, море, плажа, имаше наслови, јас тука ќе издвоив неколку. Мија Костова помина совршено лето во Дерми, Албанија. Ти завидуваа повеќето, велат колку убаво кога професионалниот живот се спојува со задоволството, но за тебе таму искуството не беше толку позитивно. Не бев спремна психички дека 100 дена треба да поминам таму. Плюс е тоа едно мало селце и пак да се вратиме на муабетот. Имав воспаление на увој кога видов како изгледа таа амбуланта. Тоа ми беше, мислам дека капка. Тригер фактор. Да, тригер фактор. И едноставно, можеби таа неподнослива леснотија на живеењето, односно многу имање време на плажа, од сабајла до вечер, веројатно прави да си боричкаш внатре во мислите и да не знаеш што со себе, па да си бараш дека, не знам, можеби сега во моментот нешто не ти е добро, можеби имаш рак, можеби ова овде што ми е потечено, можеби не е од дувото, можеби стварно е нешто сосема друго. Жлезда отечена. Жлезда отечена, значи тоа се најстрашните тригери што може да му се случат на анксиозен човек и човек кој што размислува црно постојано. И веројатно
една работа водеше кон друга, да јас последните 30 дена бев навистина многу лошо. Буквално во текот на денот знаев 3-4 пати да напуштам плажа и да морам да се приберам дома, што многу ретко ми се случува. Јас во принцип многу добро ги раководам. Меѓутоа ова веројатно ми беше една прелиена чаша која што мораше да ме донесе во Скопје што е можно побрзо за да некако издишам. И иако некогаш изгледа, јас верувам дека милион луѓе кои што ние ги пратиме на Инстаграм изгледаат совршено срекни и задоволни во позадина, тоа не е секогаш така. И овие патувања кои што ги гледаме, да, позади, Малдиви и се, можам да кажам дека сите тие летови, сите тие места кои што се толку далеку од дома си носат појачана анксиозност и понекогаш си ја бараме причината, односно мислам дека ни е олеснување на сите ние кои што патиме од сите тоа кога е времето вакво како денес. Знаеш, лошо ми е, од сабајле ме боли глава ради времето. Да, мора да е времето. И некако така си изговорима и смирувачки или во пиеме сум. Тоа ти е супер опција да си кажеш да се смириш. Не е ништо, значи мора да се хармонија во прашање. Стигнавме до моментот Инстаграм, социјални медиуми. Има едно истражување што покажува дека Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и останатите социјални мрежи се главна причина за анксиозност кај младите. И велат стручителица дека во случај да се јави анксиозност, не треба да се поминува повеќе од 30 минути на социјалните медиуми. Но што кога? Да, професионално, директно си поврзан со сето тоа. Апсолутно. Јас не само што сум поврзана директно со сето тоа, туку и сум навистина многу блиска до сите мои следачи и одговарам апсолутно на сите пораки. И тоа е навистина една работа 24/7. Но од друга страна пак морам да кажам дека мене социјалните мрежи на некој начин ме смируваат заради тоа што многу ретко влегувам во тешки конверзации, многу ретко. Сега се повеќе и повеќе учам да целиот тој алгоритам, особено кога е ТикТок во прашање, го сведам на готвење, на убави теми, нешто што ме опушта на, не знам, убави места. И многу често кога ќе ме фати паниката или кога не можам да заспиам, инаку многу долго се борам и со насоница, следствено на сите овие велат тие што се анксиозни подолго време спијат. Па и депресивните често спијат многу подолго, меѓутоа може да е и обратно. Мислам дека и докторката ќе го потврди тоа. Да, дека апсолутно можеш да одиш од крајност во крајност. Јас имав лани една многу тешка зима со една блага депресивна фаза, која што исто така ја надминав со многу психолог и со многу работа на себе и со буквално чекори како мало бебе, односно имав малтене список што треба да направам во денот само за да излезам од дома. Дали тоа беше фризер, дали тоа беше, не знам, едноставно пазарење заедно со Ивана Хаџиванова, мојот психолог. Буквално имавме список по кој што таа ме проверуваше дали сум излезена од дома, колку време поминувам надвор од дома и тоа беше период по кој што знаев да врзам и ден и пол, два. Значи депресијата е многу потешка и од анксиозност и од паничните напади. Апсолутно. Апсолутно. Ја надмина или се уште? Ја надминав. Не е дека немам денови во кои што едноставно не можам да станам од кревет. Меѓутоа не влегува тоа во некој период кој што подолго трае. Знам да имам 2 дена во кои што не ми се живее едноставно, меѓутоа знам да се изведам сама од сето тоа и работата не ми дозволува да сум неактивна или да се препуштам. На крајот на денот имам дете, имам навистина многу обврски и тоа е тоа што многу често знае да ме извади и фала му на Бога што само еднаш сум се соучила, пак ја кажам, со некоја блага депресивна фаза која што траеше за среќа многу кратко. Мија, како успеваш од јавноста да ја сокриеш? Сега зборуваш отворено, но долги години успешно сокриваше дека имаш анксиозност, страф од панични напади и слично. Да, и многу ми е симпатично кога до ден денес ке ми речат колку си цело време позитивна. Тоа е маска? Не е маска, туку се само 5 минути во денот кои што да ги собереш сите сториња и она што јас го давам на јавноста не можеш да собереш 10 минути. А реалноста е дека денот трае 24 часа. Ако јас сум дала денеска 15 минути во сториња, во останатите 23 часа апсолутно никој не може да знае како се чувствувам. И не е дека јас се појавувам на стори среќна
со маска, туку едноставно морам да ја завршам таа работа, а понекогаш и ми помага, односно ми прави некој тип на дистракшн од она што ми се случува зад камерите, ќе оставам прашања, односно ќе оставам и често сега веќе знам да им кажам, дечки, не ми е добро, поставете ми некое прашање, за да можам да ја тргнам мислата од она што ми се случува во моментот или во тие 3 дена кога едноставно не ми е до ништо, па така сметам дека колку јас им помагам на оние кои што се од другата страна, толку и тие некогаш мене ми помагаат заради тоа што едноставно се тука присутни и едноставно не ми оставаат долго време да можам да влезам во тој бубањ. Така, и многу е важно да се крене свесноста за овој проблем, Апсолутно. дека не е срамота воопшто, ниту да се Апсолутно. говори за тоа, ниту да се побара стручна помош кога е потребна. А од друга страна пак многу често знам да кажам дека не само што не е срамота да се побара помош, туку од друга страна пак треба баш да се бара помош од стручно лице заради тоа што подкревањето на сите тие панични напади и паниката која што може да ја направи околината, може само да направи човекот кој што се бори со сето тоа да биде уште поуплашен. И јас често тоа знам да им го кажам на оние кои што ќе ме прашаат за совет дека многу е подобро паничниот напад и анксиозноста да го задржиш за себе, а не да ја направиш паниката вака во околини кога ти се соберат со чаши вода, со прскање, со шеќер, вода, тоа толку многу расте да ќе ти требаат едно 3-4 часа да се смириш, а ако го задржиш во себе и пробаш сам да се справиш со истото, многу побрзо поминува. А што кога блиските ќе препознаат дека имаш некаков проблем? Вака настапуваат? Од моje лично искуство, подобро е да ти кажат ајде остане се будали, отколку да пристапат кон спасување, прислушување. Значи, ајде ништо ќе ти помине, добро, нема врска, нарачај едно вино или нарачај кафе и покрај точно или кафето е тригер за анксиозност кај мене многу честа. Кофеинот. Кофеинот, да. Така што сметам дека така многу полесно се надминува состојбата, кога во еден момент не многу ти се обрнува внимание или му кажуваш на оној кој што во моментов има ајде ќе одиме ваму или ајде ќе правиме тоа или ајде да одиме на одмор, ајде да резервираме негде и да го натераш човек да едноставно научи, јас стално велам, да си ја носи во куфер анксиозноста. Не верувам дека постои човек кој што се спасил, па дури ни со терапија. Јас членувам на некои групи таму на Facebook, анксиозност, панични напади, многу често на сериозни терапии, после 25 години луѓето едноставно не се справуваат со состојбата. Сметам дека главата е многу посилна од секоја терапија. Треба секој да работи на себе. Апсолутно. И да најде начин како да се соочи со сето тоа. А дали размислуваше каков ќе ми биде животот со овие стравови, со оваа анксиозност? Уште размислувам искрено да ти кажам и понекогаш сум многу уморна. Понекогаш ми е преку глава од мене и мојата глава. Ете, буквално така. Така велат, како мислиш, така живееш? Не е баш така. Не е баш така? Не е баш така. Јас мислам многу страшно. Не живеам така реално. Како што кажав, жал ми е да кажам дека 60-70% од моите мисли се негативни во текот на денот. Но силата да се справам со истите, мислам дека прави да живеам живот со полн квалитет, со полна сила, заради тоа што пак ќе повторам, едноставно не му верувам на умот и одам контра него и едноставно не дозволувам да не ми се оствари патувањето заради тоа што размислувам дека ќе умрам таму и да умрам таму. Тоа е тоа. Едноставно одам со мислата дека не може да е посилно од мене. На крајот на денот си ставам во глава дека 25 години се борам со истата состојба и еве ништо не се случи. Така е. Ние ти благодарам многу што беше гостинка во денешната Тилма амбуланта, што е сподели својата интимна борба со анксиозноста, паничните напади, депресијата и дека во иднина се полесно ќе се справуваш, па нема да имаш потреба да се справуваш со сето ова. Драго ми е ако некому помогнав. Ете, верувам дека милион луѓе кои што не гледаат во моментов буквално се пронајдоа барем во некој дел од она што го раскажав, така што се надевам дека ќе сите повремено сме анксиозни. Верувам. Има луѓе кои што не ја ни препознаваат анксиозноста како таква, па тргнуваат нели да влегуваат во тој целиот процес на прегледи, на справување, на јас само велам добар психолог, психијатар, многу работа на себе и одење контра на се она што е лоша мисла. Ти благодарам за сите совети што ги сподели со нашите гледачи, а ние ќе продолжиме понатаму во денешната Тилма амбуланта со препознавање на симптомите кои што се врзани со анксиозност и што се може да преземете во моментите кога ќе ве завлече вирусот на анксиозност за да си помогнете.
Анксиозноста е најчеста причина што ги поттикнува луѓето да побараат психијатриска помош. На оваа тема денеска зборуваме со доктор Билјана Додева, Симоновска психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Тилма. Добар ден. Добар ден. Што точно представува анксиозност? Какви чувства треба да имаме за да бидеме анксиозни? Да. Значи, многу често слушаме за анксиозноста. И од разговорот со претходната гостинка и од мојата околина, многу луѓе горе-доле некако на истите симптоми се жалат кога станува збор за анксиозност. И не верувам дека нема човек на денешницата во ова модерно општество да во текот на денот не го употреби зборот анксиозност или не употреби дека има чувство на напнатост или чувство на немир или чувство на некаков страф, а причината нели не ја знае. И тука, кога се трудам да ја објаснам анксиозноста, често користам една многу кратка дефиниција, која што е и суштината нели на анксиозноста, а тоа е дека таа представува патолошки страф. И веднаш тука ни се наметнува нели прашањето што е нормален страф и кога се јавува нормалниот страф, а што е анксиозност, односно патолошки страф и кога тој се јавува. За гледачите да им биде појасно, сакам да објаснам низ еден пример. Значи, замислете дека правите прошетка во планина, дека времето е убаво, дека вие сте опуштени, си разговарате со пријателите, се сликате и наеднаш пред вас излегува мечка. Што ќе почувствувате? Паник. Страф, нели? Паничен страф. Така, значи тоа е чувство кога организмот се соочува со една објективна опасност, во овој случај мечката, чувствува една силна напнатост, немир, вознемиреност, потоа доаѓаат телесните реакции веднаш, значи срцебиење, брзо дишење, плитко дишење, чувство на вртоглавица, зашеметеност, можеби препотување, и во тој момент организмот се спрема како да реагира понатаму, дали во овој случај да бега од мечката или да се бори со мечката. Значи тоа е чувство на страф. И секако ќе се сложиме нели дека е тоа непријатна емоција, меѓутоа не е негативна емоција, бидејќи го припрема организмот да се справи со постоечка опасност. Сега, кога збориме за чувството на анксиозност, значи ќе кажеме дека има многу сличности нели со стравот, но е само патолошки. Зашто патолошки? Значи стравот и при анксиозната состојба е присутен. Телесните реакции се присутни, но се многу поинтензивни. Значи, многу е поинтензивно срцебиењето, недостатокот на воздух, чувството на глад, значи за воздухот, тежното дишење или притисок во градите. Потоа, таа вртоглавица и зашеметеност, чувство дека ќе паднат, нели? Меѓутоа, тука немаме мечка. Значи, тука немаме реална опасност и тука ние, луѓето се плашат, но не знаат од што се плашат. И ке кажеме дека објективна опасност нема, меѓутоа, или ако постои стравот е многу поголем од таа објективна опасност, или таа опасност е нејасна, не може да се објасни, не е логична, не може да се објективизира. Значи, ке кажеме дека исто така и анксиозноста е многу непријатно чувство, меѓутоа е негативна емоција. Зашто? Бидејќи нема заштитна улога, напротив, кај човекот на долгорочно предизвикува дисфункционално однесување, кое што може понатаму во разговорот нели ќе го објасниме. Така, значи нерационалниот страв всушност ни го компликува животот. Така. Понекогаш доведува и до панични напади. Дали паничниот напад е симптом на анксиозност? Да. Значи, паничното расстройство е само една од клиничките слики на анксиозноста. Значи, јас го објаснив, анксиозноста ја објаснив како нели патолошки страв, меѓутоа анксиозност има многу лица. Значи, ние можеме да ја сретнеме во психијатријата во повеќе дијагностички ентитети, каде што стравот е доминантен, тоа се едната група на така наречени анксиозни расстройства и кога анксиозноста е пропратна на останати нели психички, па нели и соматски заболувања. Сите ние понекогаш се чувствуваме анксиозно. Така. Нормално ли е повремено да бидеме анксиозни? Нормално е. Нормално. Кога сето тоа преминува во проблем? Така, значи, кога анксиозноста ја поимаме како нормална? Кога таа е краткотрајна, кога се јавува со причина, кога е поврзана за одредена ситуација, а кога таа ситуација ќе се разреши, анксиозноста ја снемува. Тогаш кажуваме дека таа е краткотрајна, повремена, очекувана и таа анксиозност значи не бара лекување, нели? Не бара стручна помош. Кои се тие ситуации во животот? Тоа се често ситуации кои нам не се многу битни. Значи, меѓутоа во себе носат доза на непознаница и доза на неизвестност.
Значи, кои се тие ситуации? Прв училишен ден. Нели? Подеднакво е анксиозен и за децата кои тргнуваат на училиште и за родителите. Потоа промена на работно место, прв работен ден, работно интервју, значи тоа се или например, нели ова се ситуации кои што се анксиозни, меѓутоа се поврзани со позитивни моменти од нашиот живот, но има и ситуации кои што се нели негативни. Например, страдаме од одредена болест, правиме испитувања, бројни исследувања и изчекуваме резултати. Не можеме да си ги земеме некогаш од страв. Така е. И не можеме да ги погледнеме некогаш од страв. Или често ги одложуваме испитувањата затоа што не можеме да се соочиме со потенцијалните резултати. Така да тоа е исто така ситуација на страшна анксиозност која што го измачува човекот. Што воопшто не е едноставно да се живее со неа. Да, меѓутоа пак ќе кажам, таа анксиозност е врзана за ситуацијата, кога ситуацијата ќе добие разрешница, анксиозноста ја снемува. А доколку продолжи потоа, тогаш веќе станува. Доколку продолжи и доколку почне да смета во секојдневното функционирање на човекот, тогаш тоа е знак дека треба да се побара помош. Што со паничните напади и кога некое лице ќе појде на кардиологија сметајќи дека има, да речеме, инфаркт. Да. Може ли на вистина да доживее инфаркт во тие моменти? Да, тоа е најчестиот страв на луѓето во состојба на паничен напад. Што е паничен напад, исто така да кажеме за гледачите. Нагла појава на висока анксиозност, која што ако е представена на диаграм, таа има одредена растечка тенденција, достигнува некој врв, се намалува, па има мирен период и повторно нагло се појавува. Во тие моменти кога имаме нагла анксиозност, значи состојбата е интензивен страв, што се чувствува, меѓутоа и богата вегетативна симптоматологија. Што значи тоа? Тоа значи плејада на симптоми кои што човекот ги, како да кажам, ги толкува на катастрофичен начин. Значи, едно срце биење го толкува како можен инфаркт. Плитко дишење, дека ќе се угуши. Таа вртоглавица што ја чувствува при паничниот напад, дека ќе искупи контрола над ситуацијата, дека можеби ќе се онесвести или најстрашното дека можеби ќе почине. И тоа се тие мисли и стравови кои што во моментот го обземаат човекот, тој почнува или се скаменува во таа ситуација, или почнува да станува раздвижен и да бара помош. Дали тоа е помош во лековите, нели, во најблиската околина, дали е повик кон брза помош, или е повик кон најблиските, меѓутоа чувството е секогаш умирам. Така. Ме разбирате? На тие мисли треба многу да се работи со помош на психотерапија и лекови, за тие мисли да станат од ирационални и катастрофични, преминат во рационални и во позитивни мисли. Луѓето имаат многобројни такви ирационални мисли, кои што понатаму го менуваат и неговото однесување. Па така тој почнува во своето функционирање да се ограничува на многу начини и да ги избегнува сите ситуации, моменти, луѓе, појави за кои мисли дека можеби ќе го доведат во иста ситуација на паничен напад. И така луѓето стануваат полека, секој ден се повеќе и повеќе дисфункционални. Ние така кажуваме. На личен план, во рамките на семејството, во рамките на нивната социјална средина и на работното место. Затоа што знаете како паничниот напад не бира. Може да се јави било каде, може да има тригер, но може и да нема тригер. Тој се трае од 5 до 20 минути. Меѓутоа за човекот што го доживува, тоа е како крај на светот. И токму на тие мисли треба да се работи преку со помош на психотерапевт, а потоа и сами, да се работи на тие мисли, да се сменат дека ништо катастрофално не може да се случи, што би било лошо по нивното здравје или нивната состојба, да се менува понатаму однесувањето и на тој начин да видат дека анксиозноста може да се стави под контрола, може да се справат со истата, значи и да ја надминат. Така, докторке, но многу од оние луѓе кои што ги искусуваат овие симптоми се длабоко убедени дека се болни. Да. И понекогаш умеат да се навредат кога лекарите ќе им предложат да поидат на психијатар, бидејќи се 100% убедени дека проблемот им е од органска природа. Па како да се препознае, кој симптом можеби ќе го посочите што може да ги убеди дека сепак треба да побарат психијатриска помош, а не да прават непотребни испитувања до недоглед? Во природата на човекот е некако полесно да си признае дека се соочува со некоја соматска болест,
отколку со некоја болест која што има психијатриско потекло. И зашто е тоа така? Тоа корените се во минатото. Значи, долго време психијатријата е стигматизирана. Така. Огромен е товарот на психијатријата, значи во поглед на стигмата. И на луѓето им е многу полесно да кажат да, мене ме боли глава или ме стега срцето, но тоа е затоа што имам проблеми со срцето, а не затоа што имам проблеми со анксиозност. Многу луѓе знаат дека во прашање анксиозност, но не е дојдено времето да си признаат дека треба да побараат психијатриска помош. А некогаш, и како што кажувате, не ги препознаваат нели симптомите и буквално не знаат што им се случува. И кои се знаците за препознавање? Па кога таа анксиозност во вид на паничен напад, тие ќе ја доживеат 20 пати, а после тоа ќе видат дека не доживеале срцев удар, дека не се угушиле, дека не паднале, дека не се онесвестиле, дека не починале, се уште се живи и функционираат, ќе почнат да размислуваат во насока дека можеби нивното здравје е добро, но треба да посетат психијатар. Или пак ги имаме и другите кои што ќе ги посетат сите специјалистички ординации, ќе добијат дебело досие на документи каде што сите испитувања се во ред и тогаш ќе почнат да размислуваат нели во другата насока. Вела дека анксиозноста е најчестата причина што ги поттикнува луѓето да побараат психијатриска помош. Да. Кога ќе стигнат кај вас, какви испитувања се прават, докторке? Дали со разговор понекогаш може да се реши целиот проблем? Неопходна ли е терапија со лекови? Така, па разговорот е наше основно средство за дијагностицирање. Значи, кога ќе дојде кај нас во нашата ординација, кога ќе се обрати пациент, ние водиме еден долг и обсежен и детален разговор. И од тој разговор ќе видиме потешкотиите, во која клиничка слика спаѓаат, кои се неговите главни потешкоти и колку време се соочува со истите и значи правиме работен план, нели? Како да пристапиме кон тој пациент. Доколку анксиозноста не е голема, не е преплавувачка и доколку пациентот може да соработува, тогаш психотерапијата е секогаш избор број 1. Но доколку човекот не функционира, долго време се соочува со тоа, неговите одбрамбени механизми, неговиот мисловен процес, сето тоа е декомпензирано и тоа едноставно се препуштил на анксиозноста, тогаш нормално дека ќе почнеме со лекови, а потоа ќе вклучиме и психотерапија. И негде на средината доаѓаме до еден комбиниран процес нели на лекување од психотерапија и лекови. Понатаму проценуваме кога треба да се исклучат лековите, да се продолжи со психотерапија и на крајот самиот пациент да нема потреба од психолог или од психијатар. Дали тоа значи дека анксиозноста може да биде минлива состојба, да се надмине? Да, со многу работа на себе може. Да. Што им препорачувате на оние лица кои што ќе се најдат во ситуација да почувствуваат наплив на анксиозност? Што да преземат? Така. Како да си само помогнат? Да. Има многу алатки за самопомош. Денес можат истите да се прочитаат на социјалните мрежи, на интернет, на некои апликации во телефоните што се со справување на анксиозност, но исто така тие алатки за самопомош се учат и се практикуваат и со психотерапевтот. Значи многу е добро да на човекот му се понудат повеќе алатки за самопомош, да тој ги испроба и да види кои најмногу му одговараат за во моменти кога е сам и кога не може да се потпре на стручна помош или на помош од околината, ги примени на себе и нели го надмине паничниот напад или потенцираната анксиозност. Например, кога нели ќе настане тој интензивен страв, кога ќе почнат сите тие, неколку пати ги спомнав, брзо плитко дишење, недостаток на воздух, срцебиење, чувство на препотување, премалување, чувство дека ќе паднат, и тогаш има многу ефикасни алатки. Една од тие се техники на релаксација или дишење. Значи, човекот што се соочува во моментот со паничен напад, прво издишува, колку и да е тоа тешко, нели, невозможно, сепак се вежба и се достигнува посакуваното ниво и ефектот на вежбата. Значи, издишува неколку секунди без воздух, а потоа бавно на нос вдишува неколку секунди, 2 секунди е со вдишаниот воздух, да не забораваме не е тоа дишање со градите, него е со стомакот, да, диафрагмално, и потоа го издишува бавно на уста воздухот. И така диши неколку пати. Значи, тоа се релаксациони техники кои ќе го смират дишењето, но ќе го смират и срцебиењето. Потоа е практикување на водење на дневник, да анализираат кои ситуации се можни тригер моменти за настанување на паничен напад или потенцирана анксиозност од друг облик, да запишат каде биле во моментот, кои симптоми ги почувствувале, кои биле нивните мисли, нели оние искривени, кои што ја влошуваат ситуацијата,
и што требале да помислат, нели, наместо нивните искривени мисли. Тоа е исто така техника за справување. Јавно да проговорат, како што беше со претходната гостинка Мија. Значи тоа е од многу големо значење. Денес некои луѓе прв пат ќе слушнат за анксиозност, нели? Но има луѓе кои што ќе си ги препознаат симптомите, а други луѓе кои што ќе решат да се обратат на лекар. И ние некому сме направиле денес големо дело. Сме направиле голем чекор на полето психоедукација, на полето помош, на полето подигнување на свеста за психијатриските нели расстройства и потребата да се зборува за нив. Значи човекот кога ќе почне гласно да не јавно, нели гласно да зборува за својот проблем, тој сваќа дека не е единствен, бидејќи сите искусуваме анксиозност, а 30% ќе ја искусат патолошката анксиозност која има потреба од лекување, нели? И ќе видат дека не се сами, дека околу нив, нивните семејства, нивните пријатели и психотерапевтот и психијатарот се неговите алатки за помош. Ме разбирате? Затоа е многу важно да се прозбори, да се одлучи, да се охрабри и да каже што чувствува. Потоа имаме моментално пренасочување на вниманието. Значи, ако во моментов јас се соочувам со паничен напад, можам да ја земам чашата вода, и да осетам дали таа е ладна на мојата дланка или не. Каква боја е, дека е безбојна, водата нема мирис, ако е ставена од шишан или која е водата, или пак од чешма. И да почнам едноставно повеќе да размислувам за чашата вода, што се наоѓа во мојата околина, отколку за тоа што ми се случува внатре. Значи, пренасочување на внимание. Или да броиме овдека колку рефлектори имаме. Или ако сме пред огромна библиотека со книги, да ги броиме книгите. Ако сме на отворено, да броиме колку светилки има. Да го пренасочиме вниманието. Го пренасочуваме вниманието. Да. Значи тоа е многу ефектна и моментална алатка која што навистина помага или паничниот напад да се сопре, или да се смири. Пренасочување на внимание. А советувате ли луѓето кои што си ги знаат своите тригер фактори да се соочат всушност со стравовите? Да. Наместо да ги избегнуваат? Така, когнитивно-бихевиоралната терапија е тоа практично. Да овие рационални мисли ги претвориме во рационални, дека луѓето нема да умрат, нема да се унесвистат, нема да им се случи. И долготрајно. Меѓутоа на долгорочно дава големи резултати. Ме разбирате, човек не може да се подпре само на лекови или само на психотерапија ако му требаат лекови. Но психотерапијата е правиот избор за терапија. Значи, реструктурирање на погрешната мисла и менување на однесувањето. Преку постепено изложување на тригер моментите, да прво заедно со психотерапевтот пациентот ги почувствува сите вегетативни реакции на телото, а при тоа види дека ништо страшно нема да му се случи, а потоа е изложување постепено на ситуациите кои што може да доведат на вистина до паничен напад. Ако некој човек има потешкоти да влезе во лифт, сам да се вози зашто ќе се заглави или ќе добие паничен напад, постепено изложување. Или во моловите имаат проблем да влезат. Или во моловите, точно. Значи, што има бели получки велат дека тоа им создава проблем. Да, прво значи да го гледаат трговскиот центар од надвор, па потоа со помош на психотерапевтот да влезат, па потоа да одат нели во ходниците на трговскиот центар. И прво тоа да го прават во придружба кога тие се осеќаат сигурно, нели, за не дај Боже ситуација, да имаат со себе помош, а потоа да го практикуваат и сами. И со менување на мисла и менување на однесување се менува емоцијата, во овој случај анксиозност. Да. Но тоа е процес. Тоа е процес кој што трае, не може преку ноќ. Не може преку ноќ. Обично колку време трае? Колку време е потребно за да се постигнат резултати? Зависи. Индивидуални се, значи, индивидуални се случаите. Тоа зависи од човекот, од неговата спремност, од капацитетот да ги разбере задачите, способноста да ги менува работите и да ги стави работите под своја контрола. Но неколку месеци сигурно треба да поминат. Доколку се интервенира веднаш, штом се јават првите симптоми на анксиозност, дали резултатите ќе бидат подобри од секако. Ако се спореди со некој кој што чекал со години? Да, секако дека резултатите се подобри и побрзи, но тука е тоа на што ние секојдневно треба да работиме, а тоа е подигнување на свеста за постоењето на овие расстройства. Докторки, дали може анксиозноста да премине лесно и во депресија? Може. Може. Анксиозноста е многу често пати придружна на останатите психијатриски заболувања, на една деменција, на една шизофренија, на една депресија и обратно. Значи, луѓето кои што страдаат од анксиозност
многу често во текот на нели тој цел процес ќе се соочат и со симптоми на депресија. 50% е отприлика. Нели фактот кој збори дека анксиозноста и депресијата се често придружни и се нивните симптоми се преплетуваат меѓу себе. Не можете анксиозен човек кој што е преплавен со тие мисли на загриженост или да не добие паничен напад или обсесивно-компулсивната симптоматологија исто така е, значи Што е обсесивно-компулсивно? Па, например, имате често потреба да миете раце. И значи вас мислата ви кажува дека треба 10 пати да ги измиете рацете за да ја смирите анксиозноста. Вие ќе ги измиете 10 пати рацете и ќе бидете мирни една минута, а потоа мозокот ќе ви каже друга мисла. Да провериме дали вратата е заклучена неколку пати, например. Па ќе ја гледате дали е заклучена, па сега некако им се олеснуваат и со мобилниве телефони, па има чисто и ги сликаат. Ме разбирате? За да бидат убедени дека шпоретот е исклучен, дека вратата е заклучена. Нели некако луѓето се снаоѓаат, меѓутоа не значи тоа дека им се намалува потешкотијата, ме разбирате? Да. Или едно генерализирано анксиозно расстройство каде што анксиозноста е цело време присутна во вид на една патолошка загриженост. За се и се што секој ден во секој момент. И тука луѓето ви кажуваат дека јас и не знам поинаку како сум функционирал, ја цел живот за нешто се грижам. Ме разбирате? И таа анксиозност е пропратена со едно силно чувство на непријатност, внатрешен немир, вознемиреност, преплавувачки мисли. И сега, во зависност од клиничката слика и резултатите кај лекувањето на овие клинички слики е варијабилно. Така. Докторке, во кој момент да се побера стручна помош? И дали ке психолог или психијатар? Исто тоа е дилемата. Да. Нема да сгрешат луѓето да се обратат ниту прво на психолог, ниту на психијатар, но најдобро е да се обратат кај својот матичен лекар. Значи, матичните лекари знаат како да ги водат во процесот на лекување. Значи, знаат дали претходно треба да направат некои испитувања на соматски план, да видат дали навистина луѓето страдаат, може би хипертензија, некоја срцева болест, нели? А кога ќе се исклучи тој момент и кога станува некако психолошкиот момент поприлично јасен, тогаш матичниот лекар знае да ги обрати на психолог, а нели по проценка и на психијатар. Но секако нема да се сгреши, ме разбирате. Сепак ние некако матичните лекари како за некои работи да ги прескокнуваме благодарение на достапните информации на интернет и као знаеме каде да се обратиме, но не е така. Најдобро е да се обратат прво на матичен лекар. И тој потоа ќе ги упати онаму каде што треба. Докторке, ви благодарам многу за прекрасните појаснувања поврзани со оваа тема. Имавме денес ограничено време за говорење. Не опфативме можеби некои клучни работи кои што се врзани со ризик факторите, но секогаш има простор за уште едно ваше гостување и за подлабока анализа на оваа тема. Така е, ви благодарам на поканата. Почитувани, јас верувам дека денешната емисија беше навистина корисна за вас и дека од неа можевте да извлечете низа совети и препораки кога станува збор за менталното здравје, бидејќи треба да се грижиме за него. Ви посакувам пријатен ден.